Корупција. Збор што го слушаме толку често, но ретко размислуваме за неговото вистинско значење и неговите импликации. Тоа е име за феномен стар колку и човештвото, кој се уште живее денеска. Повеќето дефиниции ја опишуваат корупцијата како нечесно однесување и злоупотреба за лична корист од страна на луѓе кои се на позиција на моќ. Со оглед на тоа што живееме во општества втемелени на безбројни слоеви хиерархија, постојат многу начини на кои луѓето на вакви позиции можат да го злоупотребат своето влијание за лична корист. Oni koji se nalaze na političkim pozicijama ili javni službenici kažu pa ne bi bila korupcija da nam nije narod spreman za korupciju, odnosno građani da spremni korupciju. Pa izvinite, u korupciji postoje dve strane, ali težina u korupciji jeste na onoj strani koja omogućava zadovoljavanje vaše potrebe i interesa na nelegalan način. Знаеме дека корупцијата постои денес во сите делови од општеството. Знаеме и дека таа е нешто погрешно. Но што можеме да научиме за начинот на кој корупцијата функционира низ историјата? Korupcijom su razorene velike stare civilizacije. Egipat, pa Mesopotamija, pa Grčka, Rim, kupale su se u korupciji u posljednjim danima kada su se raspadale i nestajale. To se dešavalo i sa savremenim i kasnim imperijama. Otomanska imperija je u stvari raspadala se zato što je unutar nje vladala korupcija. Sad, kad uzmete te podatke i činjenice, onda znajte kad je korupcija u jednoj zemlji prisutna i kada ta borba sa njom ide jako teško i sporo, onda znajte da je ova zemlja u velikim problemima. Кога луѓето ќе го слушнат зборот корупција, тие често прво помислуваат на подкупот. Ваквиот начин на давање пари во замена за некоја услуга и натаму е најчестата коруптивна практика. Но корупцијата не е статична појава и таа еволуира и се адаптира според околностите. Нови форми на корупција се појавуваат секојдневно, како резултат на промените во животниот стил и технологијата. Оттаму и дефиницијата на корупцијата постојано се надополнува, добивајќи нови општествени, етички и правни аспекти. Порано се сметаше дека тоа е популарно наречено митото, односно примањето и давањето подкуп, но сега опсегот или опфатот на действија кои што се сметаат за коруптивни многу се прошири, а јас лично сметам дека сите тие се многу битни, без разлика што не се директно кривични дела, но на секое делување, дали влегува во делот на интегритетот или доброто управување или судирот на интереси или транспарентноста, како наједноставен облик за да се обезбеди, односно да се намали ризикот на корупција. Подкуп, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение, конфликта на интереси също се причислява към тази категория. Oblik zloupotrebe ovlasti za osobnu korist, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Дали сме навистина свесни за тоа колку корупцијата влијае на нашите животи? Во многу делови од светот денеска корупцијата е толку распространета и се присутна што луѓето мислат дека таа е нормален дел од животот. Така тие живеат следејќи ги не пишаните закони, туку непишаните правила и стандарди на корупцијата. Повеќето од овие луѓе се среќаваат со корупција уште од многу рана возраст, во училиштата. Образованието се смета за најважниот дел од системот на вредности во едно општество. Постојаната изложеност на младите генерации на коруптивни практики низ години и децении го подрива системот на вредности и прави штета која не може да се поправи многу долго време. Во земјите од поранешниот источен блок, според достапните податоци, корупцијата во образованието е постојано присутна во изминатите 20 и повеќе години. Искуствата од овие земји покажуваат дека корупцијата не само што ги одлева личните и државните ресурси, туку таа и систематски ги деградира моралните и етичките стандарди, предизвикувајќи им непроценлива штета на овие општества. Од градинка до универзитет, генерации деца растат учејќи за корупцијата низ нивните лични искуства. На овие млади луѓе им се вградува еден посебен образец. Sve se može kupiti. I, između ostaloga, šalje se jedna poruka. Važno je uspeti, a koja su sredstva upotrebljena, to nije važno. Važno je dobiti diplomu, a da li ta diploma, iza nje stoji znanje, sadržaj, da li taj čovjek sutra može da opravlja profesiju, to nije. Vidite, korupcija u ovoj oblasti u stvari uništava budućnost. Ona zatvara budućnost. Pošto se vrednosti ne cene, onda sve što vam je potrebno ne možete dobiti prirodnim putem, ne možete dobiti na bazi vrednosti, možete kupiti. I ljudi naravno kupuju ono što im je potrebno. Земјите во транзиција се мачат со корупцијата на сите нивоа на образовниот процес, но таа останува најприсутна во високото образование.
злоупотреба на јавни образовни фондови, купување и продавање испити и дипломи, непотизам на факултетите, експлоатација на студентите и нивните родители. Се во ова е секојдневие за многу студенти во овие земји. Այն փաստը, որ կոռուպցիան, կրթության ոլորտում բավական լուրջ խնդիր է Հայաստանի համար եւ զգալիորեն ազդում է մեր տնտեսական զարգացման վրա, անհերքելի է։ Եվ դա պարզապես հայտարարություն չի, այլ կան բազմաթիվ հետազոտություններ, որ արված են Հայաստանում համապատասխան ոլորտում եւ որոնք վստահ թվեր են այդ ոլորտում հաղորդում։ Օրինակ ԱՄՆ-ի հակակոռուպցիոն գործողությունների մոբիլիզացման ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտության արդյունքները եթե նայենք, բնակչության 81%-ը գտնում է, որ կոռուպցիան բավականին լուրջ է Հայաստանում եւ լուրջ խնդիր է Հայաստանի առջեւ ծառացած։ Իսկ օրինակ մեկ այլ հետազոտության արդյունքների հիման վրա 91 եւ 0.8% գտնում է, որ կրթության ոլորտը այս կամ այն չափով կոռումպացված է եւ շատ ցավալի է, որ այդ ցուցանիշով նազիջում է միայն ընտրական համակարգ։ Повеќето од нив се свесни дека корупцијата постои, но даваат различни одговори на прашањето: што е тоа корупција? Prije svega namještanje ispita vjerojatno i nepotizam prilikom upisa na faks i takve stvari. I think cheating is more common, but I don't perceive that as corruption. I see that only as a means of getting higher grades by less work. Начин с който в момента хората управляват света. Օրինակ ես վարձերի բարձրացումը կարող ինչ որտեղ դիտարկվի корупција. Корупција nije samo novac, već su i poznanstva i tako. Ne možeš biti objektivan prema nekom ako ti je, ne znam, netko sin od tetka, bake, djeda i tako dalje. To je jednostavno tako, tako će uvijek biti. Ali neka, ovi koji znaju isto se znaju izboriti. Առաջինը հասկանում եմ կաշառակերություն, որը խանգարում է ուսանողների կրթության բարձր որակին։ Плащане на изпити, някакви такива неща. For me, I'm too small for something like this. I don't have money. But some people have a lot of money, they can buy a lot of stuff for favors. Moraš imati neke veze, pa preko tih veza da bi se to išlo, pa onda šta je kako, pa tek onda dođe. I nekad čak ta korupcija ne mora biti u vidu novčanih sredstava, možda neke druge koristi. It's been happening, I guess, after the 90s and it's still continuing and nothing is stopping it, not even the European Union, so then. U nas vam je sve pošteno i legalno. Mi smo jedna divna nacija, poštenih ljudi i to je to. U Evropskoj uniji smo, ne smijemo više lagati. Студентите ги препознаваат коруптивните дејствија кога нив ги практикуваат професори или некој друг на позиција на моќ. Но што е со придонесот на самите студенти во корупцијата? Оваа појава е двонасочна, што значи дека не само професорите, туку и студентите и нивните родители можат да бидат оние кои иницираат коруптивни дејствија во образованието. Податоците од анкетите покажуваат дека препишувањето е меѓу најзастапените коруптивни практики во образованието во овој регион. Но како што дознавме за време на нашата посета на 7 земји од Југоисточна Европа и Кавказот, повеќето студенти воопшто не го сметаат препишувањето на испит за корупција, затоа што не се вмешани пари. Ова верување е погрешно. Мамењето и плагиаризмот се вклучени во денешните дефиниции за корупцијата. Znači, definitivno to je za mene i prepisivanje i plagijati, prepisivanje nekakvih seminarskih radova. To je za mene zbilja sve korupcija, zato što vlastitim, to nije da se vlastitim radom i trudom dolazi do nekog cilja, nego nečasnim radnjama, odnosno potpomognuto s nekim. Широката распространетост и толеранција за корупција значи дека студентите во овие земји се понекогаш приморани да се вклучат во коруптивни практики. Խոսները երբեմն ինչու են գնում այն բանին, եթե ասենք կաշառք չեն էլ վերցնում, ապա ծառայություններ են մատուցում ուսանողներին անհատական, ինչը որ էթիկայի տեսանկյունից նույնպես ընդունելի չէ, ասենք կուրսային աշխատանք գրելը գումարով, ասենք հավելյալ պարապմունքներ անցկացնելը, երբ որ դու ինքդ դասախոսն ես, ուրեմն այդ ծրագիրը կամ լավ չի կազմված, կամ թերի ես դու դասավանդում, կամ ուրիշ ինչ-որ մի բան, որը որ պետք է ինստիտուցիոնալ շտկումների ճանապարհով գնա, բայց գնում է, ասենք, անհատական կոնտակտների, որը որ էլի քողարկված կաշառատվության կամ հովանավորչության երանգ է ստանում. Од друга страна, студентите кои се доволно свесни за да ја препознаат и пријават корупцијата, често се намета на одмазда на луѓето на позиции на моќ. Се чини дека стравот од вакви последици е главна причина зашто корупцијата на универзитетите се пријавува ретко.
gotovo svi govore o korupciji u obrazovanju i u osnovnoj, srednjoj i pogotovo kada je u pitanju visoko obrazovanje, ali kada je u pitanju prijavljivanje korupcija, da toga zapravo nema. Veliko nepovjerenje studenta prema procesu generalnog obrazovanja i da je njihova svijest o korupciji veoma prisutna. Dakle, više od 2/3 studenta smatra da je korupcija prisutna, recimo, u procesu visokog obrazovanja, ali isto tako veliki broj, više od polovine njih nije spremno da preduzme bilo kakve radnje u smislu borbe protiv korupcije. Oni su svjesni da to treba da se prijavi, ali ipak ne. Uvek imate onaj moment, to se nas ne tiče, to je neko drugi, dakle... Земјите од овој регион досега постигнаа ограничен успех во борбата против корупцијата во образованието. Некои земји како Словенија речиси ги искоренија коруптивните дејствија. Други земји како Босна и Херцеговина беа помалку успешни. Niču jako puno obrazovnih institucija, da se do diploma vrlo lako može doći, da sve manje se provjerava kako ti fakulteti, univerziteti rade. Vrlo lako je osnovati jedan fakultet, jedan univerzitet. Lako je doći do diplome, tako da imate pošast kadrova koji nisu osposobljeni za rad i onda imate masu ljudi koji su diplomirali i ne rade ništa. Niti imaju nešto od te diplome koji su dobili. Сите влади од регионот изразуваат волја и намера нивните земји да станат дел од Европската унија, што подразбира темелни реформи во сите делови од општеството. Борбата против корупцијата и создавањето висококвалитетен, транспарентен и одговорен образовен систем е клучен дел од овие реформи. Korupcija kao jedan fenomen jeste problem svakog društva. Problem u tome kako se to društvo ophodi prema korupciji. Dakle, da li postoje preventivni mehanizmi, da li postoje mehanizmi kazne kada se zapravo dođe do toga da je korupcija primećena, odnosno dokaziva. Ако ја погледнете ситуацијата денеска, изгледа дека во регионот генерално е постигнат мал напредок во развивањето и промовирањето практики за транспарентност во образованието. Политичарите кои треба да ги спроведуваат важечките закони и да се борат против корупцијата, често и самите учествуваат во неа. Ова е важен дел од причините зашто ретко кој верува во искреноста и волјата на владите во регионот за ефикасна борба против корупцијата. Apsolutno istinska borba protiv korupcije ne postoji i zapravo ni ne može postojati, dakle ne može se očekivati da postoji, jer jednostavno kad bi se doista borilo protiv korupcije, onda bi čitava politička i ekonomska elita koja je nastala u zadnjih 20 godina bi trebala biti eliminirana, dakle ne može se očekivati od njih da grizu sami svoju ruku. За да напредуваат и да станат вистински демократски општества, овие земји мора да покажат повеќе посветеност, трпеливост и истрајност во нивната борба против корупцијата во образованието, но и во сите клучни сектори на општеството. Сега е јасно дека за успешно да се справат со оваа појава, потребна е соработка и заедничка борба на сите засегнати. Владите, невладините организации, граѓанските иницијативи, но и самите граѓани. To je jedna vrlo retrogradna pojava koja uništava društvo na svim poljima i da je tako, kao takvu, protiv takve se treba boriti. Biti aktivan građanin koji kada se susretne sa tako nečim da bude u mogućnosti da prepozna i kada prepozna da to i prijavi.